По упомената за неплатен долг од предизвесно време и неможноста на комуналното јавно предпријатие да го плати астрономскиот износ, денеска на барање на снабдувачот ЕВН го прекина снабдувањето со електрична енергија на управната зграда и стопанските објекти кои функционираат во рамки на предпријатието. Таквата мерка предизвика итна реакција на раководството на кочанските комуналци и на градоначалникот, кој презедува активности за преодно решавање на проблемот, со цел да се обезбеди функционирање на работните единици кои не смеат да застанат. Неофицијално електрично напојување ќе добие градската капела поради специфичноста на функцијата, како и неколку други суштински капацитети заради функционирање на службите за одржување хигиена и слично. Главниот проблем, кој бара итни решенија, е снабдувањето со електрична енергија на бунарскиот систем кај Грдовци и другите препомпни станици, кои се најголемите потрошувачи, а без чие функционирање градот и населените места може да останат без водоснабдување. Впрочем, последната сметка за струја на комуналното јавно предпријатие Водовод достигна фрапантни 18 милиони денари, што е речиси двојно повеќе од вкупните приходи што ги остварува предпријатието. Тоа значи, дури вработените и да не земаат плата и да не се плаќаат сите тековни трошоци, Водовод нема да биде во состојба да го подмири долгот за струја. Примерот со комуналното предпријатие во Кочани и информациите за исклучување во повеќе градови во државата ја навестуваат опасноста од финансиско и функционално колабирање на предпријатијата и на локалните самоуправи. И покрај тоа што деновиве беше соопштено дека токму општините најмногу заштеделе струја, околу 20% по препораките на владата.